започнува телевизискиот проект која ќе зацвони Еурека. Проект создаден од членовите на школата за новинарско и креативно пишување Тоде Петревски, која работи во рамките на Центарот за изучување странски јазици Лингва од Битола. Програмската насоченост на оваа школа е да се изучуваат новинарските жанрови и кон пишувањето да се пристапи како кон креативен чин, кој во суштина ќе ги поврзе двете каприциозни убавини – публицистиката и литературата. Целта на работата на школата е да актуализира одредени прашања што се од јавен интерес и ги засегаат сите возрастни групи, а најмногу средношколците. Како резултат на креативните работилници е овој телевизиски проект во продукција на Тера телевизија. Розово цвеќенце во центарот на Алкатрас. Ја зела расната кучка и околу вратот и вртала розева панделка, поголема од самата неја. Каков стопан, таков миленик. Чекори со крената глава и гази се пред себе. Си мисли, во Париз на модна писта е, а не во Битола на сред Широксокак. Оди по Широксокак и оп, по 2 минути во Симбол на кафе. Ама не единствена. Таму на шанкот 2 часа другарка ја чека. Сред зима, ставила шешир за наплажа и наочари за сонце. Оваа пак првата, дрско како да е на Рокфелер керка на келнерот. Дечко, едно кафе знаеш од она за мене. А другата, не макијато, ами карамел кафе со прелив од јагода. Една другарка, друга другарка. Шо да ти изборам? Кафе, мафе, муабет. Потоа доаѓа трета. Дечкото што и го презела пред 2 дена. А оваа пак половина час ја бакнува. Не заради преголемата љубов, ами заради другите да видат како машки се поднесува пораз. А муабетот што го започнуваат, срешата на шлагот од тортата. Едната вели: Срцка, петок со онај типац од Friend Request на ФБ што ми прати, расчекор на пустење да си знаеш. А оваа другата на тоа одговара: Така, ами како? Не за џабе сме најаките во градот? Ех, драги мои, колку само се гордеам што живеам со ваквите девојки. Но некогаш се запрашувам, докаде заминала гордоста и женственоста, супилноста и девственоста. Но за жал, ова е суровата вистина и реалност на моите сограѓанки, оние многуте битолските пуфлиња. Интернетот е реклама за Ким Кардашијан. Зашто нека таква, покана, накитена, стокмена госпожа би ме интересирала? Па не ме интересира. Нека секунди се со незината појава, незиното деколте и задник. Па и голабица има добар задник. Оти тогаш станете да сликате на секој чекор, да знам кога била во ВЦ, кога дела само со вилушка, кога дела само со лажица. Мене тоа многу ме интересира. Интересно е тоа што Ким Кардашијан еднаш дела со вилушка, една со лажица, а една со двете истовремено. Многу чудно. Па како да напише во секој весник, то не го може секој, само што сите луѓе така прават. И така ја седам и ја демнам неја. Добивам информации само за неја. Отворам на Google да видам совети за здрава исхрана. Пак ми излезе тоа како баба Меца, јадела само здрава храна. А тоа што јас очекувам совети за здрава исхрана не е иземено во пред, зашто може би грешно сум напишала. Наместо здрава исхрана за луѓе, јас која глупа да пишам само здрава храна. Нормално дека ќе не излезе за неја. За таа за шемата во Америка. Туку што во Америка ќе се кажам тука кај нас. Зашто и кај нас почна по широко като се претерват многу од сојот на Кардашијан. Некогаш ќе се збунам и ќе си речам таа дојде да испие едно кафе во Битола. Ама тогаш ќе се свртам лево десно и ќе забележам уште такви Кардашинки. И ќе ми текни што е работата. И јас не дека неќам Ким Кардашијан, туку само не можам да помнесам. Што толку ме напна чупината со неја, што почнаа сите да личат на неја. Всушност, не личат. Не смеат да личат. Не личат, туку се исти ко неја. Скроз глата скинат.
И така напишав нешто, се чкртнав за Ким Кардашијан, и јас да имам нешто напишано, да се знайде да запише и Александра Степановска. И сува неќам ништо посебно да кажам, туку само не ме замарајте поќе со неа, со некоја пуфла, што приватниот живот се го направи неприватен, и зело дека сите објаснувања за како таа ангел во бело и преака и претходна, оти треба да пишете за Симон Трпчевски, а не за некоја пуфла, што приватниот живот се го направи неприватен. Тој мене не ме занимава, сега слушам Фолтен и сигурно сум дека 80% не гледат кој се и шо се, но тоа е тоа. Гледате си Кардашијан шоу и слушајте го Тони Сен, мадафака. Се гледам мори секој викенд со својот радар бараш мажи. Во едната рака iPhone, во другата чанта и шеташ кон млекарка. Се потпудуваш подоко со кабадаите, се шмекате. Од библиотека ја земаш книгата како да се справи со својата популарност, некоја авторка непозната. Дури се поздравува со сите, за да толку си била позната и славна личност. И ја земаш книгата Вестринска картичка. Многу си била доверлива. Сликата во ВЦ на Facebook има 500 лајкови. Мора да си горда незагрижена за следната. Селото ти е како кепсовата пирамида. Полека го рендаш со свежа раквица и марулки. Се гледаш ослабена и се подсмевнуваш под мустак. А мори од овие ги гледам досните влакненца што си ги заборавила да ги дрпни со лента. И таква се лупаш комува без гла, од кафич во кафич, и баш заради тие мустаци мажите лутват по себе. Дори во гимназија машките, поради твојата недостижност, почнаа да пушат цигари, а чупината колси корното тие твои пусти мустаци. А ти само штракаш со чизмите и секој час правиш аудици за тоа која ќе биде твојата слугинка, која ќе само да богаташ, така ти стануваш суперстар во гимназија. Развојот на технологијата и брзината на пренос на информации од едно место до друго во нашево мило општество придонесе голем дел од младите да живеат живот што е лоша копија на животот на славните од Запад. Денес медиумите се преплавени со трач рубрики во кои постојано се споменуваат имињата на славните фаци од Америка и Европа. Го пуштам телевизорот и како лошиот здив на лавот од залошката ме удира директ меѓу очи. Задникот на Ким Кардашијан не бил силиконски. Добро, окей, фала многу за информацијата, ама мене, драги пријателчиња, ич не ми е гајле, а дали задникот му е силиконски и каков силикон бил употребуван, дали за дрво или за плочки. И си велам, море човек, дај не се будалеј, оди искулирај малце на Facebook, и отворам на Facebook и гледам некоја напрчена вака, шо да ти расправам? Одоздала пак во прилог, коментар, Метроипол на Метроипол, срц, 50 ц, најуба си и уште 50 срциња во прилог. Е се едно прашање. Од какви луѓе денешнава младина зема пример? За како вредносен систем во општеството се сметаат Ким, Гага, Ријана, Бионсе? Зошто сите зборуваат за убавината на Бионсе, а не зборуваат за убавината на некој литературно дело, за некоја општествена појава? Зошто не се дебатира за задникот на Ким, за тоа дали е трудна или не, дали Гага е маж или жена, а никој не дебатира за промена на вредносниот систем на животот? Зошто никој не спомнува луѓе кои прават хумани дела? Да, заборев. Џоли е хуманитарка. Донира пари за гладните деца во Африка. Ма немој. Таа да живее скромен живот и својата годишна заработувачка да ја донира во хуманитарни цели, место да купува фустани и златен накид, овој свет ќе биде барем трошка поубаво место за живење. Ама да, ние му ракоплескаме нив, бидејќи ги гледаме на телевизија. Тоа се ТВ хероите кои купуваат приватни авиони и се расфрлаат со пари. А што е со сиромашните кои секој ден се борат за парче леп? Тие не се херои бидејќи не ги даваат на телевизија? Не ги даваат на телевизија бидејќи ние не ги сакаме. Односно, веројатно бидејќи немаат силиконски гради и задник.
Да, така е. Тие не се разгалени и нема како да се разгалат. И сега, кои се вашите идоли? Дали понатаму центар на внимание ќе бидат познатите од Холивуд? Суровата вистина е дека тие се богатат со вашите пари и вашето внимание, додека фаќаат сеир на вашата глупост. А сега, зркајте во екранот и домајте се. Силиконски е задникот на Ким или не? Старлетите врв на денешното општество, добро, можно е толку малку ментално сме напреднале во однос на светогледот. Денес, да бидиш убав, значи да бидиш висок, слаб, нашминкан, набилдан, вештачки обликуван. Да бидиш паметен, значи да се согласува со сите, да бидиш едноличен, да имаш динга работа без слободно време и да бидиш познат меѓу луѓето по колата што возиш, парите што ги даваш на одмор или на забава. И сето тоа ќе биде така изражирано, се дур модели по кои се водиме се денешните познати. Знаете, под познати мислам на оние што се слекват пред камера и што се глупират во реалити и такви ствари. Не дека пеачите и глумците се нешто поарни, ама колку толку имат талент, а така и заработват. И ме чуди како никој не ќе се занимава со своите проблеми, ама затоа сите сакат да безделничат на кафе, да зборват и да зборат за било кој освен за себе си. И не ни морам да наведвам пример. Седни на Фейсбук и одма ќе најдеш малолетнички чии идол им е Ким Кардашиан со облините, Парис Хилтон и долната облека која покажала во некој реалити и тон, буквално тон манекенки што продават тело и убајна. Кај машките, исто, стандард муавет, женската му била слаба, висока, уба. Е, ако е нешто различно од тоа, автоматски е грда, затуцана, дебела, чудна. Добро, кај се деноите, ако воопшто сме имале такви, кај што да бидеш паметен, значи што да бидеш начитан и образован, а не да ги знаеш сите трачај, а да бидеш убав, значи што да бидеш природен и без операции за лифтинг и кавитација. Ајде, да речеме, младите не се криви, социализацијата е крива. Па добро бе, мајка му стара, пушти телевизија и одма ќе видиш дека пола од емисиите се за славните за нивниот свет. А емисии како Звон, National Geographic, најнови продајдоци и истражувања се банкротират и се топат во милионите од типот на Големиот брат, кај што главна улога имат млади во најубајте години од животот, кои што ги затварат во една куќа, ги снимат и ги терат да се понашат кога да не биле во допир со цивилизација. Исто и со интернетот. Отвораш сајт и некоја статија за нов пронајдок или истражување е прочитано 100 пати, ама затопа излегвање на старлетите во јавност, нов трач или ново реалити, ето има милион споделвања. Каква иронија, еј! Ова се здебелила, она излегла низ Нью Йорк без шминка, другата се породила, четвртата сменала дечко, петтата си спијанила, шестата го продала станот и малбил. И како шлак на муавето имаш стотина слики од нив во секоја можна позиција и секој можен израз на лицето. Тоа е тоа. Седор младите се занимаваат со тие работи, а не со она што треба да го читат на нивни години, работите ќе бидат какви што се. Големиот брат на место Достоевски, Гулабица на место Синтезис, алкохол на место чај и што уште не. И што ме чуди воопшто. Нас денес општеството ни работи на принцип озгора мазно, оздолазно. По се изгледа, џабе збораме. Дајте малку го клајме прстон умо и да видиме кај ни е грешката. Денес си убав и млад, ама за некоја деценија, се што ќе биде останато да се вреднува во тебе, ќе биде тоа што го имаш во срцето и во разумот. Дајте нив да не ги оставиме празни. Читајте, учете, творете, размислувајте, менувајте го светот. Можда никој не е бесмртен, но оние што си облагородиле душата, а не само телото, тие се вечни. Сечетаме на ФБ. Последен ден од полугодието. И звонам на Марија, а та ми вели не троши, уклучи се на ФБ да се четниме и да видиме што прават славните. Пишуваме, може би саат и пол, а мене однеднаш ми стигнува известување. Наставничката по македонски ги објавила лектирите на зидот. И кажувам на Марија, ама таа ја нема адната. Сега ќе аднам, ми вели, и по 2 минути веќе се пријател. Што ги ние нас училиште, кога си имаме Фейсбук, тама ќе учиме за славните и нивните приватни животи. Задовно ми е, па и велам на Марија да прошетаме. Та ми вели, седи сега шубо си пишиме, ако шетаме како ќе да знаеме што се случува со славните. Паш и сонце што ке ние, си имаме екран. Моите порано се чекале кај сатот. Ние сега четеме на ФБ. Може би затоа знаеме се за славните. Ке си легнеме со лаптопот в рака и уживаме. Фейсбук пред се. Наместо на кафе ние на Фейсбук. На никој не му текнува да се одјави.
а не сваќаат што пропуштаме? Убавина што не може да се замени ни со компјутерот, ни со Фејсбукот. Ајде, логов и да прошетаме. Бев малечка кога мојата земја ја видов падната на колена од болка за шокантната загуба на популарниот пејач Тоше Проески. Ги видов дома потресените лица на мајка ми и татко ми и за момент се вратив неколку години наназад и се сетив дека такво лице имаше мајка ми во моментите кога ми кажа дека дедо ми Тоде замина во галаксијата да стане звезда за да може кога ќе посакам оттаму да ми намигне. Како поинаку да ја свати смртта едно дете, ако некако вечно постојање на саканите во имагинарни простори, облеани во светлина и кои ги чувствуваме и ги гледаме, ги препознаваме во нивното молчење. Втор пат разбрав дека некој мил човек од моето секојдневие заминува кај вечните. Прашањето ми беше: зошто и овој го носи името на дедо ми? Си одговорив многу логично. Тоа е заради нивната заедничка добрина, хуманиот однос кон децата, безкрајната љубов и почит на нивната личност. Можеби затоа што и овој Тоше беше популарен како и дедо ми? За мене дедо ми секогаш бил дел од медиумската се присутност и секогаш со креативна радост го очекував неговиот настап на ТВ, зашто отпосле секогаш го интересираше моето критичко мислење за неговиот настап. Замислете, толку голем човек го интересира коментарите на еден што туку зачекорен во животот мал човек. Тој секогаш ме учеше дека големината и добрината на луѓето не се состои во тоа колку е тој висок, ами во тоа колку добри дела направил за другите. Само така, луѓето стануваат запамтени во сеќавањата на идните генерации, само така ја заслужуваат славата пред, но и после животот. Актуелниот момент без двоумење ми ја наметна оваа споредба. За дедо ми нема потреба повеќе да ви кажувам, зашто се дознавте што требаше. За Тоше знаев и не знаев многу, но најмногу сватив и разбрав за него кога стана дел од звезденото небо и се разбира од тоа што ми беше кажано што значи големина на еден човек. Сватив дека со својата песна и својата хуманитарна работа светот што гореше во омраза го гасеше со љубов. Животот го благодаруваше со нешто поживо од животот, а тоа е себедавањето за подобар свет. Тој не научи дека да делиш со другите не значи себе си да се разориш, ами повеќекратно да се составиш во очите на едно слепо дете што ќе прогледа во клиниката за детски болести. Несебичноста го направи да не се бори за краткотрајни знаења, ами за вечната љубов, зашто без неа ништо не сме. А вечната љубов е Бог, речта изговорена при прво создавањето на светот, која подоцна преминува во светлина. Која дознал таа вистина, станува светлина и тогаш кога му гасе животот во овој свет. Затоа и дедо ми и Тоше се светлини. И еве ме денес, соочена со големината на двајцата вечни во мојот живот, дедо ми и Тоше. За дедо ми знам дека се одмора во мојата бескрајна љубов кон него. Таа му зараснала на срцето како траен печат. За Тоше знам дека не треба зборови за простување со овој свет, зашто добрината му е присутна во секое жуборкање на потокот, во секое разиграно липче од развигорот, во сечија искрена солза кога ќе се спомне неговата прерана смрт. Но јас знам дека вечните не умеат да умираат, зашто ним им припаѓа бескрајот што започнува пред нивното раѓање и се простира преку нивната смрт. Затоа, зошто би се простувала со двајцата, ако знам дека веста за нивната смрт е лага? Тие не умеат да умираат. Тие едноставно зрачат вселенска светлина за да знам по кој пат да се движам за да не ми се случи зло. Да ти кажам, оте сите збораме со ист глас, ќе ти биде може малце тешко да разбериш, ама кажи де, слушај ме сега. Си беше еднаш една земја Македонија. Турските серии започнаа да се нижат како пиперки. Се појави господин Бурхан,
па дојде полат, па дојде и Али Риза, дојде Саваш и почна да пука конесалам, за крај дојде султанот на султаните, величествениот Сулейман. Цариите ги гледаа сите, од најмали до најголем. Сите беа фасцинирани од синхронизацијата, особено од еден и единствен специфичен глас, кој се потребуваше за сите лица во сите времиња. Особено фасцинирани беа постарите луѓе, иако нивното сетило за слух беше каде премногу оштетено поради лошиот звук на синхронизацијата. Глобализацијата допринесе тој глас да одехне низ цела планета. Сите зборуваа така, но се појави еден мал проблем. Една личност не беше задоволна. Господине Бурхан, оти никој не зборува како мене. Добре дојдовте во најновото шоу. Јас сум Джеки Даниело и во оваа емисија имаме неколку познати личности во улога на нареченици кои ќе кажат збор или два за една нивна колешка. Тушла. Дефинитивно Тушла. Абе не знам што гледат младите во неа, мислам во последна е како кит направена и ништо не прави, безделнич. Дефинитивно добар пример за младите како да не го живеат животот. Да. Не знам стварно како би опишал, мислам нешто големо, нешто така. Мислам дека изгледа како кит, така? Стварно како кит. А сега да видиме за кој всушност стануваше збор. Токму така, тоа е Ким Кардашијан. До следно видување. Припаѓа ли идеалот на славата секому? Припаѓа ли идеалот на славата секому? Во антиката, цената за тој идеал е смртта. Античките грци ја доживувале смртта како непобедлив феномен. Највисокиот идеал, затоа станува стремежот да се надмине смртта. Тоа всушност е процес што треба да го однесе античкиот човек воин до сопственото обесмртување ни слава. А тоа ќе го направи со доблеста и храброста покажани низ битка. Така, славата со векови ќе трае кај идните поколенија, зашто тој успел да се обесмрти низ сеќавањето на другите. Славата во антиката сама по себе станува чинител на убавината на нечија смрт. Рефлексијата за славата во западниот свет е различна од античката. Припаѓа ли идеалот на славата секому во денешнава цивилизација? Сознанието е амбивалентно. Има луѓе обесмртени ни слава, но има такви што се непоправливо мртви дури и кога живеат. Времето што денес е наложено не може да се нарече вонредно, ниту извонредно доба за креативните и амбициозни поединци што сакаат да се стекнат со слава, работејки и истражувајки низ неомеѓените духовни простори, среде омеѓениот, суров реалитет на стварноста. Но сепак, раните и убавините на животот не можеле никогаш, па ни денес, да го спречат успехот на моќните поединци, без разлика што тие може да бидат и жртви на примитивизмот. Вообичаено кај нас, неволјата лежи меѓу желбите и можностите, меѓу слободната волја и принудата на околностите. Креативците денес го откриваат светот како Бајковиќ хронотоп. Има Снежани, Црвенкапи, Јованчиња и Марички, заспани црнорушки, принцови на бели коњи,
волшебни огледалци, вештери и вештерки. Огледалце, огледалце, кажи кој е најславниот вештер или вештерка во светот, ама искрено. Така понекогаш светот на славните представува стекната слобода со помош на карневалот. Има кралеви и кралици, крунисани и некрунисани. Со карневалот се ослободува индивидуалноста во колективната интима. Каде да се најде патот до пречистата естетска форма на славата, а да не се биде дел од субвертираниот кич? Одговорот е пред вас. Барајте го хронотопот на гостолюбивоста, каде доминирачка сила е универзалноста на логосот.